Во Дојран овие 3 дена организираме втората обука во рамки на проектот Преку границите обединети за промена. Овој пат оваа втора работилница е на тема медиумска писменост, како младите да препознаат лажни вести, меѓутоа вклучивме еден сегмент на дигитална писменост, со што младите ете да кажем ќе се описменуваат и во делот на анализа на дигитални содржини кои што може да ги најдат на интернет, меѓутоа и на телевизија, и сите други електронски и печатени медиуми кои што ги користат. Можам да кажам дека младите се навистина доста активни. Овие денови се вклучуваат во дискусии, во споделување на примери кои што нели секојдневно ги среќаваат, кои што се поврзани со лажни вести, исто така и дискутираме во однос на тоа колку на кој начин го користат интернетот, како и социјалните мрежи, како алат, како е што е најпопуларна би рекла меѓу нив, посебно TikTok и Instagram. И она што им сугериравме, нели сите тие информации кои што ги научат, новини се однесуваат само за младите, се однесуваат подеднакво за сите генерации, затоа и ние им сугериравме да она што ќе го научат тука го споделат со нивните, ајде да кажам, повозрасни членови на семејството и потесната фамилија која ќе се вратат дома. И ова се работи кои што верувам дека исто така ќе им служат и понатаму и во да кажам неформалниот дел од образовниот процес, бидејќи ова сепак се млади кои што многу често доаѓаат на обуки и досега биле дел од најразлични работилници, најразлични тренинзи за јакнење на капацитетите. Исто така им дадовме можност да креират и своји производи, некакви содржини во форма на медиумски содржини во форма на рилсови, кратки видеа кои што после може да додат на TikTok, на Instagram или на Facebook, а кои што опфаќаат теми кои што се актуелни за нив. Имаме уште во рамки на овој проект имаме уште една обука која што ќе организираме во текот на месец август. И некаде во месец септември останува да го организираме веќе традиционалниот младински камп, кој што веќе 3-4 години назад го организираме на планината Колак во Делчево. Ова е проект кој што ни е финансиски поддржан од амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Благодариме на таа поддршка која што навистина ни помага да креираме и интересни содржини, да ги поттикнуваме младите да размислуваат и да прават нешто повеќе надвор од образовниот процес.